Првата исплата кон Бехтел и ЕНКА е направена пред 2 дена, иако не е фрлена ниту една лопата. Од државната каса веќе биле префрлени 120 милиони евра на ЈПДП државни патишта за да бидат исплатени кон изведувачот. Обелодени председателот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицкоски. Ова е речиси над 40 милиони повеќе од владините најави дека првиот аванс ќе биде нешто над 80 милиони. Се уште имаме само табла од коридорите, а веќе нечинан милионски суми поради пеналите, обелоденува Мицкоски. На 300 милиони евра ќе треба да се платат зашто не се донесени законските измени во собрание за продолжување на работната недела од 40 на 60 часа неделно. 301 милион 495 хиляди евра. Околу 173 милиони евра се обврски кои што ги превзела државата врз основа на самиот договор, како авансно плаќање, како трошоци за подготовка на градилиште и трошоци за подготвителни работи, вклучително и менаџирање на самиот проект, тоа се околу 173 милиони евра, а останатите се пенали поради тоа што во рок од 45 дена од потпишување на договорот не е променет законот за работни односи, односно работната недела не е продолжена од 40 на 60 работни сати. Потврда дека е направена првата исплата стигна и од првиот човек на владата и од директорот на ЈПДП Еју Прустеми. Ковачевски тврди дека од сумата договорена со Бехтел и ЕНКА нема ниту денар за пенали. Директорот пак Рустеми, прашан зошто се исплатени 120 милиони наместо 80, рече дека не ги знаел бројките на памет. Согласно со законот за изградба на коридорот 8 и коридорот 10D и согласно со потпишаниот договор врз основа на тој закон го задолжи Министерството за транспорт и врски да ги отпочне сите потребни процедури за почеток на активностите за проектирање, ангажирање на сите потребни ресурси кои што се потребни за отпочнување на работите и секако за правење на трансакциите на финансиските средства кои што се согласно со договорот. Значи сите тие се предвидени во договорот и според програмата што ја поминавме и на влада. И според сите тие сега точно не сакам да произнесувам точни бројки, бидејќи тие се предвидени и службите ги имат и според тоа што се предвидени и во програмата, на финансиската програма и според договорот ние ги вршиме сите трансакции според договорот. Вредноста на целиот договор за изградба на коридорите 8 и 10D според првите најави треба да чини 1,3 милиарди евра со оглед на тоа дека нема проекти траса. Многу е веројатно дека оваа сума ќе биде надмината. Стартот на изградбата на коридор 8 требаше да биде на 22 април, но тоа се случи само на хартија. Првата лопата на коридорот 10D треба да биде удрена на 12 мај.